Заврши прославата на 26-тиот роден ден на владеачката ВМРО ДПМН пред Музеот на македонската револуционерна борба. Се обрати председателот на партијата Никола Груевски. Имаше неколку поенти во неговото обраќање, како во делот на политиката, така и во делот на економијата, говорејќи пред присутните сопартијци, поддржувачи, ветерани и припадници на Унијата на жени и разни поддржувачи на владеачката партија. Груевски рече дека партијата изминативе 26 години со право го носи префиксот ВМРО, дека никогаш на избори не била победена, освен со двете, како што ги нарече, изборни манипулации и кражби во 94-та и 2002-та. Никогаш не била победена, затоа што тоа било волја на народот. Говорејќи за актуелната политичка криза, Груевски рече дека во недостаток на програма и идеи на опозицијата, специјалното јавно обвинителство станува негов партнер и промотор. Насила се изготвуваат предмети кои што се одбивани од страна на судот, и тоа е намерата, рече, на специјалното јавно обвинителство, да прикаже дека судот работи против него. Исто така се диригираат, според Груевски, судски пресуди, се влијае на тој начин врз судот. Потенцира дека се изготвила мерка за притвор за битолскиот градоначалник Владимир Талевски, иако според него тој не направил никакво кривично дело и 3 пати поред ја добива поддршката од граѓаните. Не знаејќи како уште повеќе да го притискаат судот, партиски мотивираното воство во СЈО почна да отвараат истраги за се и за сешто. Празни истраги без елементарни докази и доказен материјал во нив. Ова е една од новите стратегии на СЈО. Целта е не само да се компрометираат и јавно сомничат политичарите дека нешто се виновни, со самиот факт што се повикуваат во судот и се теретат, туку и да го доведат во ситуација самиот суд, празните пријави да им ги отфрла и по некое време да направат долга листа на отфрлени пријави, со која повторно ќе се обидат да го компрометираат судот дека им ги отфрла сите или најголем дел од пријавите, и да се обидат на тој начин да му прават јавен притисок, со цел истиот, за да не е под притисок, да почне да прифаќа нивни истраги или обвиненија, или мерки без докази. Така го чувме првиот дел од изјавата на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, односно првиот дел од говорот. Тој се осврна исто така и на избирачкиот список и сите прашања поврзани со медиумите, кои што се каме на сопнување помеѓу власт и опозицијата за конечна разрешница на политичката криза. Во недостаток на аргументи, како што каже, опозицијата се обидува да најде, односно да прикаже дека нешто не е во ред со избирачкиот список, односно дека тој не е целосно прочистен. Ја повика Државната изборна комисија да не губи време и веднаш да се зафати за работа, односно да ги направи сите подготовки, односно да ги реализира сите барања на опозицијата и да се отпочне, односно да се реализира она прочистување на избирачкиот список, односно да се реализира она што опозицијата смета дека не е докрај завршено. Еве, јас јавно ги повикувам членовите на Државната изборна комисија. Нека направат каква сака СДСМ, таква проверка на гласачите. И да не губат ни ден, да не губат ни час, ни минута, веднаш, од утре. Јас знам дека сите проверки се детално направени и се е чисто. Ама еве, да им го избиеме тоа алиби на СДСМ. Пак нека направат. По терк, по методологија, каква СДСМ сакаат. Иако и методологијата по која веќе се направија проверките беше прифатена и подпишана од СДСМ. За медиумите, за изборниот период, заедно усвоивме законски измени и тој не е спорен ни од СДСМ, така што тоа не ги загрозува изборите. За после изборите, кога земја од за после изборите, која земја од Европската Унија сакаат? Нека ја посочат како најнапредна во овој дел, нејзиниот закон да го превземеме.
пофер понуда од ова здравје. Според Груевски, ВМРО-ДПМН е партијата која што најмногу направила и на полето на економијата, вработувањето, инвестициите, подобриот животен стандард на граѓаните. Најави нова странска инвестиција, како што рече Виктор Мизо пред неколку дена, му посочил дека одредена странска компанија ќе отвори кол центар каде што најпрвен ќе бидат вработени 200 лица, а подоцна и повеќе. И Груевски најави продолжување на проектот Македонија вработува. Со делот Македонија вработува 2 најави вработување на различни категории на лица со поволности за работодавачите во поглед на пензиското и социјалното осигурување. Да го погледнеме и овој дел одговорот на Груевски. И кога сме кај борбата против невработеноста, еден од најуспешните проекти е проектот Македонија вработува, кој беше наменет пред се кон подршка на домашното стопанство и представуваше значително олеснување и финансиска подкрепа на фирмите, но и шанса за најранливите категорија на невработени. Преку овој проект, кој стартуваше во април 2015-та, и траеше една година до 15 април 2016-та. За точно една година се вработија дури 19.000 лица, при што 10.138 фирми и компании ги искористија поволностите кои се нудеа. Иако во услови на тешка политичка криза, која се повеќе се одразува и врз економијата, ние не се откажуваме и продолжуваме да работиме за граѓаните. Затоа проектот Македонија вработува ќе продолжи да се реализира и веќе следната недела владата, предводена од ВМРО-ДПМН, ќе продолжи реализација на проектот, Македонија вработува 2, кој исто така ќе е на сила една година. Така тоа беа трите, може да се каже, клучни поенти од говорот на председателот на ВМРО-ДПМН Груевски на прославата на 26 годишнината од основањето на ВМРО-ДПМН. Сумирано, Груевски порача дека во недостаток на програма и идеи поддршка од гласачите, специјалното јавно обвинителство станува играч на страна на опозицијата. Заев пак само марионета на главните играчи кои што се многу посилни и кои што го креираат и водат сценариото во Република Македонија за избирачкиот список. Сите барања на СДСМ ќе бидат прифатени, само да се докаже дека избирачкиот список е прочистен, а опозицијата бара алиби за да избегне уште еден изборен пораз. За прашањето за медиумите, било кој европски закон може да биде применет, за кој што ќе биде постигната согласност со опозицијата, а исто така ќе продолжат и мерките за подобрување на животниот стандард, нови вработувања со поволности за работодавачите во рамки на проектот Македонија вработува 2. Исто така Груевски најави и 200 вработувања од страна на западна европска компанија.